Македонската филхармонија ќе го изведе концертот насловен како Извор, посветен на 60 годишнината на музичката младина на Македонија. Значаен јубилеј за единствената и една од најстарите национални невладини организации која работи со млади музичари и млади луѓе, потикнувајќи и развивајќи ја нивната креативност во нивната првична јавна промоција во областа на музиката. Основана во далечната 1963 година, музичката младина на Македонија се труди да ги поттикне и усогласи потребата од директната комуникација помеѓу младите и публиката воопшто со музиката и со другите културни вредности. Почетоците на музичка младина, односно, ја би рекол, нуклеусот на почетокот на музичка младина е врзано со Битола 63 година, кога група на млади ентузијасти и професори, музичари, идат во Белград и тамо нешто започнува да се готви, што би се рекло, околу формирањето на музичка младина на Македонија. Првиот председател е госпоѓа Милица Шперовиќ, сега Рибарски. Понатака се движат работите со една голема акцелерација, би рекол, во тие години, а полека музичка младина на Македонија станува еден битен фактор, не само во градењето на публика, од една страна, и градењето на кариери, или почетни кариери на младите музичари, туку и уопшто во културниот живот во нашава земја. Се редат голем број на активности, некаде се сеќавам дека во една година, некаде мислам дека имаше околу 400 во текот на годината, па пресметавме дека на секој ден имало по концерт и пол, да речеме, или така некако. Тоа беа врзани со мајскиот и ноемврискиот музички караван, солистички концерти, камерни концерти. Понатака следат формирањето на нашиот летен музички камп во Охрид, формирањето на нашиот веќе многу познат камерен оркестар на музичка младина, сега наречен по покојниот диригент и раководител на оркестарот Саша Николовски Ѓумар. Па потоа многу семинари во рамките на кампот и така натаму, мислам да вистина има многу да се зборува за сето тоа и би требало една книга цела да се напише за сето тоа. Меѓутоа, веќе во последниве години сме многу присутни, тамо некаде од 2000 година навака, сме многу присутни на меѓународно поле. Морам да спомнам дека веќе 10 години извршен директор на Светската федерација, односно Светската музичка младина, е Блашко Смилевски, значи наш член од овдека, а веќе член на бордот од оваа година е Верица Ајтовска, која што е виолист и член на Македонска филхармонија, што нас ни представува особена чест и задоволство, а производ од 2000 година навака се повеќе меѓународни активности, што ги имаме семинари, мајсторски курсеви, во последно време и веќе познатиот и во Македонија етнокамп, што ги имаме во Михайлово Кавадарци. Диригент на концертот со Македонската филхармонија е Боријан Цанев, еден од активните членови на оваа организација уште од неговите студентски денови, а како солисти ќе настапат младите инструменталисти Магдалена Дрмач на виолончело, Леонардо Димовски на виолина и Гоце Златаев на пијано. Ако треба да сублимирам во неколку реченици, тоа ќе биде научна фантастика, бидејќи имам многу што да кажам за музичка младина и за мојот однос со музичка младина. Прво ќе почнам од концертот кој што треба да се случи на 2 ноември. Тоа е голем јубилеј, 60 години од постојањето на музичка младина и мене ми представува особена чест токму јас да го водам тој концерт. Многу емотивно сум врзан со двете институции. 25 години поминав во Македонската филхармонија, а со музичка младина, не знам, веројатно и повеќе. Така што и двете институции на некој начин заеднички помагаат и биле поддршка на младите уметници. Но, како и да е, првенствено ќе се осврнам на музичка младина. Имав јас пред некоја година изјава, сите ние сме музичка младина, сите ние сме деца на музичка младина, вклучително и повеќе од оркестарот се поминати преку таа институција и еве ги сега се професионални музичари така натаму. Но на концертот кој што го организиравме заедно со музичка младина и Македонска филхармонија, осмислиме програма која што ќе биде како шлак на годинашната програма
целогодишна програма, целогодишниот јубилеј на Музичка младина, централна прослава со тројца млади солисти, како шлак исто на целиот концерт ќе биде едно дело кое што е пак тематски поврзано со младите, тоа е Бенџамин Бритон, Young Prince's Guide to the Orchestra, или водич во низ оркестарот, во кој што се прикажуваат инструментите. Тоа е како еден вовет кон младите, меѓутоа младите ќе бидат на крај, последни, затоа што ќе ми ја предадеме штафетата. Одличен е називот на самиот концерт, Извор. Изворот, односно вруток, она е кое што треба ние да си го сочувуваме и да не го загадуваме. Да биде чист, за да имаме иднина. Честитки за големиот јубилеј со желби за уште многу успешни проекти и многу нови промоции на млади уметници.